civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Неколку политички партии од опозицијата повикуваат на бојкот на пописот. Кој е вашиот коментар? Мислам дека сум го повторил повеќе пати во јавноста. Тие кои што повикуваат на бојкот во суштина не им мислат добро на државата, не им мислат добро на сопствените граѓани. Пописот е општествено одговорна и нужна, потребна работа. Не би го правеле ако тоа не е во интерес на граѓаните. Значи, пописот треба да обезбеди еден солиден фонд на информации за сите граѓани врз основа на кој надлежните институции, фактори, бизнисот, било кој треба да креира развојни политики во интерес на граѓаните. Тоа е целта, тоа е идејата на пописот и затоа пописот се спроведува секаде во светот. И сите земји се решаваат да вложат и големи средства во целата оваа операција, ангажирање голем број луѓе и време траење на подготовки и така натаму. Ако не, никој не би тргнал во една таква операција, ако за тоа навистина нема потреба и тоа голема потреба. Ние веќе 20 години немаме попис. Оваа држава нема елементарна информација за тоа што не се случува со населението, колку сме, каде сме, какви сме, која е структура на население, каква ни е квалитетната на понудата на работна сила, каков е нашиот пазар, какви не се условите домување, какви се нашите услови за живење во тоа населено место, дали треба нешто се интервенира или не, што е тоа што ќе треба да биде приоритет и слично. Само врз основа на информации тоа можете да го определите. Ние за жал ги немаме. Ние многу работи може би сме ги направиле залудно во изминатиот период, немало потреба за нив, ама не сме знаеле дека нема потреба, или многу работи воопшто не сме направиле, а имало нужна потреба од такво нешто. Бидејќи немаме информации. Целта на пописот е токму тоа. Сите овие кои што агитираат да не се отвара врата, да не се учествува во пописот, апсолутно немаат намера да ги штитат граѓаните, туку имаат намера да пропаднеме како држава и врз основа на такво нешто да утре евентуално добијат некакви политички поени, дојдат на власт или било што и да е. Затоа апелирам до сите да не ги слушаат ваквите апели. Тие не мислат добро за граѓаните. Ги злоупотребуваат особено состојбата со ковидот за да најдат некакво алиби зошто повикуваат на такво нешто. Ние ги убедуваме сите граѓани дека нема во никој случај никого да доведеме во опасност да ја шириме пандемијата. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.